Денеска во Скопје, во присуство на 841 делегати и 300 гости, ја започна работата 7-миот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија. Конгресот го отвори председателот на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија Ангел Чемерски. По изборот на работните тела, Конгресот го поздравија и на делегатите им посакаа успешна работа пионерите од скопските училишта. Од името на другарот Тито и на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, највисокиот работен собир на комунистите во нашава република го поздрави Цвиетен Мијатовиќ, член на председателството на Централниот комитет. Конгрес е реферат на тема Сојузот на комунистите на Македонија во натамошниот развој на социјалистичките самоуправни односи, поднесе председателот на Централниот комитет Ангел Чемерски. На втората пленарна седница на Конгресот, образложение за измените и дополнувањата на статутот на Сојузот на комунистите на Македонија поднесе Боро Чаушев. За предпладневната работа на 7-миот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија, опширно ви информиравме во нашите претходни специјални информативни емисии. Попладнето, во 16 часот и 30 минути, Конгресот ја продолжи работата во 4 комисии. Еве го сега поширокиот извештај од работата на делегатите во конгресните комисии, во кои се водеше мощна, богата и ангажирана дискусија. Во Комисијата за развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и за материјален и општествен развој беше направен сериозен обид аналитички да се регистрираат досегашните достигања и да се придонесе за дефинирање на задачите на Сојузот на комунистите во наредниот период. Во уводното излагање, што го поднесе секретарот во извршниот комитет на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, доктор Душан Велковиќ, беше укажано дека со активноста на Сојузот на комунистите и на другите организирани социјалистички сили треба да се обезбеди повисок степен на мобилизација и поефикасна акција на работните луѓе, пред се во основните организации на здружен труд, заради остварување на тамошен, динамичен и стабилен материјален и општествен развој на републиката. Во уводното излагање, доктор Душан Велковиќ, меѓу другото, рече: Во средиштето на активноста на Сојузот на комунистите и на другите организирани социјалистички сили треба да биде остварувањето на суштинската самоуправна позиција на основната организација на здружен труд и нејзиното место и доминантно влијание во процесот на создавањето, распоредувањето и користењето на доходот во рамките на пошироките организациони форми на здружениот труд. Паралелно со тоа, треба да се засиле активноста на развивање и унапредување на економските односи и врски во процесот на репродукцијата, со кој ќе се остварува поврзување на поединечните и посебните интереси на работниците во основните и други организации, со заедничкиот интерес на здружениот труд и со пошироките општествени интереси, како од аспект на тековниот, така и на долгорочниот развој. Тие нови односи треба да се воспоставуваат и да се развиваат во процесот на самоуправното здружување на трудот и средствата во рамките на поразвиени асоцијации на здружениот труд. При тоа треба се пошироко и во непосредната самоуправна база да го афирмираме сознанието за тоа дека ниеден дел од здружениот труд, затворен во изолирани основни организации на здружен труд и во поединечни работни организации, не е во состојба успешно да се вклучува во современите развојни текови во земјата и во меѓународната поделба на трудот, ниту да обезбедува повисок степен на валоризација и соодветна мултипликација на непосредните производни резултати. И обратно, дека со повисок степен на самоуправна здруженост на трудот и средствата и со поразвиена репродукциона и доходовна поврзаност, здружениот труд се оспособува за активно вклучување во развојот и за непосредна примена на придобивките на научната и техничко-технолошката револуција и врстава основа за користење на современите високопродуктивни средства за производство и технолошки постапки, за научна организација на процесот на производството и на вкупната репродукција, со еден збор се создаваат објективни, материјални, организациони и кадровски предпоставки за зголемување на продуктивноста на трудот, на економичноста и на вкупната ефикасност на општествениот труд. Исто така, повисокиот степен на здруженост на трудот и средствата представува објективна основа
за поуспешно овладување со стихијните сили на пазарот по пат на јакнење на елементите на планомерноста во вкупниот процес на репродукцијата и со самоуправно здружување на прометната функција. Новиот систем на самоуправното планирање, самоуправно спогодување и општествено договарање представува силно оружје во рацете на работничката класа и на здружениот труд во целина против стихијните движења. Меѓутоа, неговата творечка примена суштествено е ограничена ако постојано не се развива и унапредува репродукционата и доходовната самоуправна поврзаност на здружениот труд во пошироки целини и во сите фази од процесот на репродукцијата. Во плодната дискусија, во која попладнево зае до учество 13 делегати, посебно внимание му беше посветено на здружувањето на трудот и на средствата и на поврзувањето меѓу производствените и прометните организации, процеси кои во меѓуконгресниот период покажаа одредени резултати, особено во земјоделството, обојната металургија, дрвната индустрија, градежништвото и во некои други производствени сфери. Но и покрај ваквите позитивни движења, констатираа делегатите, стопанството во Републикава се уште е уситнето и разединето, додека во самоуправните спогодби за доходовното поврзување со прометните организации, купопродажните односи и натаму екзистираат. Така, например, кај памучната индустрија македонка, нагласи делегатот од Штип, зафаќањата од страна на трговијата во минатата година беа поголеми дури за 41% во споредба со претходната. Напоредно со тоа, беше речено во дискусијата, растат издвојувањата за договорните обврски, за републичките и за општинските заедници и со тоа осетно е намалена репродуктивната и акумулативна способност на стопанството. Натамошниот развој на самоуправното организирање на здружениот труд, пред се на самоуправното конституирање на основните организации на здружениот труд, како основен објект и распределбата на средствата за лични доходи зедоа видно место во излагањата на делегатите. Тие укажаа дека постигнатите резултати на овој план се различни и се во зависност пред се од интензитетот на идејно-политичката активност на Сојузот на комунистите и на другите организирани социјалистички сили во работните средини. Тоа упатува на оценката, истакна еден делегат, дека процесот на самоуправното организирање во одделни средини не е ослободен од одредени проблеми, тешкоти па и отпори, што доаѓаат од технократски, либералистички и други позиции спротивни на политиката на Сојузот на комунистите. Отворени се позитивни процеси за вреднување и мерење на трудот според резултатите од работењето. Согледувањата за досегашните активности, сметаат делегатите, во основа покажуваат мощни, значајни, но и почетни резултати и искуства кои треба да послужат како база во натамошните ангажирања на комунистите на ова поле. Повеќе делегати во своите дискусии се осврнаа на работењето и на проблемите со кои се соочува текстилната индустрија во Републикава, во која се вработени околу 35.000 работници. Покрај објективните, тие самокритички се осврнаа и во сопствените слабости кои се манифестираат во недоволната искористеност на капацитетите, во тешкото усвојување на производството со висок квалитет, во резервите и економичното работење, во неадекватното испитување на пазарот и слично. Впрочем, при анализата на делегатите за состојбите и во другите стопански дејности се изнесоа слични забелешки, на кои не само комунистите, туку сите работни луѓе ќе мораат да му посветат уште поголемо внимание во напорите за нивно елиминирање. Конгресната комисија за прашањата на политичкиот систем на социјалистичката самоуправна демократија попладнето ја започна својата работа, при што делегатите расправаа за идните задачи и активностите на членовите, организациите и органите на Сојузот на комунистите во развојот на политичкиот систем. Богатата и ангажирана дискусија во која само попладне учествува над 10 делегати ја отвори Сервет Салију со уводното излагање во кое посебен акцент добија правците зацртани во конгресните документи како перспектива за натамошната демократизација на политичкиот систем.
Periodът među 10. i 11. Kongres na Съюзна комунистична Югославия и 6. od 7. Kongres na Съюзна комунистична Македонija je ispunili su značajni rezultati što se postignuti su širokата idejno-politička akcija na Съюзът на комунистите во остварувањето на суштината на уставите, Закон за Združeni tруд и определбите на 10. od Kongres na Съюзна комунистична Югославия i 6. od Kongres na Съюзна комунистична Македонија за развојот на социјалистички самоуправни односи и политички систем на социјалистичката демократија. Врз основна тоа работниот човек во Združeniот труд се повеќе станува слободен производител, носител на неотуѓивите уставни права, творец и самоуправувач кој непосредно и соверено решава за правците, начинот и динамиката на остварувањето како на непосредните, така и на долгорочни материјални, општествени, културни и други потреби и цели. Поаѓа од тоа дека политичкиот систем на социјалистичка самоуправна демократија втемелен во самоуправно Združeniот труд, местната заедница и комуната, на тамошното продолбочување на социјалистички самоуправни односи и устварувањето јакни на позицијата на работниот човек, успешно ќе се оствари само ако тежиштето на идејно-политичката акција на организирани социјалистички сили на чело со Сојузот на комунистите се води таму каде што се одвива активноста на работничката класа на сите работни луѓе и граѓаните. Во нив Сојузот на комунистите се бори работничката класа и сите работни луѓе и граѓани активно да го остваруваат социјалистичкото самоуправување, а преку тоа се создаваат суштински основи за остварување на власт на работничката класа на сите нивоа. На тој начин комунистите треба најнепосредно да придонесуваат во разрешување на актуелните животни прашања во своите средини, да водат и да ја потикнуваат борбата за продуктивност во работењето, доследно остварување на социјалистички самоуправни односи во распредбор на доходот, лични доходи, солидарноста, работна дисциплина, како и против самоволието и узурпациите на самоуправните права на работните луѓе од тенобирократските и други сили кои често се кријат зад формалните одлуки на работниците. Поаѓа го од фактот дека од остварување на делегатскиот систем и делегатските односи во основните организации и заедници во Združeniот труд непосредно е зависно и вистинското самоуправно одлучување на работниците во вкупниот делегатски систем, а со тоа и во целината на политички систем на социјалистичка самоуправна демократија, а актуелни се прашањата за обезбедување пошироко и понепосредно учество на работниците во одлучувањето во основните организации на Združeniот труд, во разгледувањето на прашања за кои расправат работничките совети и други самоуправни органи, по одлучното свортување кон поврзување на делегациите и делегатите самоуправните органи и стручни служби, меѓусобно поврзување и договарање и слично, за што е потребно и квалитетно и навремено информирање. На тој начин ќе се зголемува ефикасноста во разрешувањето на прашањата што ги инициираат работниците и ќе се остварува самоуправната контрола врз доследното извршување на самоуправните одлуки. Сервет Салиу во своето уводно излагање потоа се задржа на улогата и бројните задачи на комунистите во остварувањето на општествената улога и новите дострели на местната заедница, интересните заедници, општественото договарање и самоуправното спогодување, функционирањето на делегатскиот систем, комуната, општествено-политичките организации, независноста и неврзаноста. Токму овие теми доминираа и беа посебно обработени во излагањата на првите делегати и учесници во дебатата кои говореа по пладнето. Искуствата и решенијата што тие ги изнесоа од својата база, од организацијата на Združeniот труд или општината, говорат за еден изворено активен однос на комунистите и сите работни луѓе во поопштествувањето на политичкиот систем. Во уводното излагање беше констатирано, а дискутантите го подкрепија, дека во функционирањето на делегатските собранија носечка задача за комунистите представува примената на такви содржини кои ќе овозможуваат суштинско поврзување на овие собранија со сите творечки сили на општеството. Во сегашниот клучен момент од развојот на нашиот политички систем, посебно пред комунистите членови на делегациите, стои одговорната задача по пат на демократска расправа и со слободно изразување на интересите да се борат за остварување на работничко-класните интереси. Делегатите комунисти треба да действуваат така, што усогласувањето на ставовите и интересите да се темели врз оние ставови низ кои се изразуваат заедничките и пошироките интереси, а за чија реализација постојат најпогодни можности. Со сево ова е поврзана и социјалистичката самоуправна комуна, која не може веќе да се посматра како орган на власта, туку како самоуправна и основна општествено-политичка заедница, која ги обединува сите самоуправни субјекти на своето подрачје. Од конгресната говорница по пладнето беше истакнато дека во развојот на политичкиот систем Сојузот на комунистите не е сила над системот, ниту пак надвор од него, туку дека тој е неговата моторна идејно-политичка сила.
Ова своја улога, Сојузот на комунистите не остварува од позиција на власт, туку со демократски методи, со силата на аргументите, при што демократската поврзаност со масите станува основа во неговата работа. Затоа и денешните дискутанти посебно ја истакнаа големата улога на општествено-политичките организации, посебно на Социјалистичкиот сојуз. Оваа организација денес енергично ги надмирува елементите на класична политичка организација, која се занимава само со начелни прашања и станува најширока општествено-политичка основа во која се мобилизираат сите работни луѓе и граѓани. Активно се расправаше и за постигањата и за наредните задачи на комунистите во меѓунационалните односи и во изградбата и јакнењето на општенародната одбрана, безбедноста и општествената самозаштита. Делегатите на 7-миот конгрес во своите искажувања посебно подвлекоа дека независноста и неврзаноста се трајни определби на југословенската надворешна политика, која комунистите, работните луѓе и граѓаните на нашата република единствено ја поддржуваат. Конгресните документи и делегатите особено внимание им посветуваат на добрососедските односи врз основа на нашите познати принципиелни определби, а кои се неразделно поврзани со правата на непречен национален развој на деловите на македонскиот народ кои живеат во Бугарија, во Грција и во Албанија. Остварувајќи го континуитетот на револуцијата, Сојузот на комунистите на Македонија се повеќе израснува и се докажува како организација на револуционерна акција со висок степен на идејно-политичко единство и способност, организационо зајакнат со длабок корен во кадровската база на Сдружениот труд, односно во работничката класа и најшироките општествени слоеви. Ова, меѓу другото, е истакнато на денешната прва седница на Комисијата за идејно-политичката, организационата и кадровската изградба на Сојузот на комунистите на Македонија, на која уводно излагање поднесе секретарот во извршниот комитет на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија Иван Гиновски. Задржувајќи се посебно на идејно-политичката, организационата и кадровската изградба на Сојузот на комунистите на Македонија, Гиновски меѓу другото рече: Идејно-политичкото и акционото единство, систематското идејно-политичко оспособување на членството, организациите и органите на Сојузот на комунистите за авангардно дејствување во класата и народот, внатре во системот на социјалистичката самоуправна демократија, представува битен услов и идејна политичка рамка на организационното јакнење на Сојузот на комунистите на Македонија. Во суштина се работи за идејно-политичка и организациона содржина на демократскиот централизам, за негова творечка примена и за остварување на како фундаментален принцип на организираното дејствување на Сојузот на комунистите. За нас комунистите многу е значајно стварноста во која живееме да не ја изедначуваме со идеални модели, туку природно е во стварноста да очекуваме и појави на неединство. Туку нашата задача се состои во сестрана и отворена расправа на овој конгрес и на наредните работни договори на комунистите за сите отворени проблеми и прашања и врз таа основа изградување на стратегија за можните алтернативи на нашиот социјалистички и самоуправен развиток. Формите на организирање и акционно дејствување за кои се определи Сојузот на комунистите на Македонија во предложените измени и дополнувања на статутот секако дека ги изразуваат потребите и актуелните задачи на Сојузот на комунистите во Сдружениот труд. Вистинската динамика на односите и правците на демократските комуникации зависат од луѓето, од нивното однесување и од одговорноста. Со други зборови, во реалниот живот треба да се очекува дека и понатаму ќе се среќаваме со некои негативни појави во партискиот живот, како што се форумската работа во смисла на одвоеност од влијанието на базата, слабење на активноста на основната организација, со појавите на монополизација на позициите во Сојузот на комунистите и во општеството и слично. Меѓутоа, овде не се работи за предвидување на појавите, туку пред се за такво организационно јакнење и дејствување на Сојузот на комунистите, кои ќе придонесува тие појави да се искоренуваат и да надминуваат. Во идниот период, посебно внимание треба да им се посвети на сите развојни компоненти на основната организација на Сојузот на комунистите,
Ова во толку повеќе што од разрешувањето на општествените противречности и прогресивниот развиток на односите во основните ќелии на животот и работата, каде што дејствуваат основните организации на Сојузот на комунистите на Македонија, зависи во најголема мерка остварувањето на улогата на Сојузот на комунистите во општеството, во целокупниот систем на социјалистичката самоуправна демократија. Секое прашање на неговата ефикасност е само друг израз за прашањето на промените на стварноста врз темелите на уставите и законот за здружениот труд. Тоа е, значи, клучна точка во организационната структура на Сојузот на комунистите денес. Незините програми и планови за работа, целокупниот внатрешно партиски живот и организационната свест на комунистичка дисциплина во претворувањето на ставовите и одлуките во живот треба да ја покажат во секој конкретен случај дали е или не е на нивото на сегашната револуционерна етапа. На сето тоа треба да се додадат потребите за развивање на основната организација на Сојузот на комунистите како жариште за идено политичкото способување на членот, кое постојано ќе ги исполнува врските на теоретската работа со секојдневните практични прашања. Критичката оценка на практиката може да упати на заклучок дека во Сојузот на комунистите, како и во другите општествено-политички организации и во нивните органи, потребно е со посебни напори и понатаму да се доизградува свеста за функцијата на кадровската политика во социјалистичкото самоуправување и за политичкото значење на секое кадровско решење. Мора да се нагласи дека секое непринципиелно кадровско решение или наметнување на поединци на одговорни партиски или државни функции без волја на членството и без отворена расправа, што се услов за вистински демократски избор, создава бројни негативни последици. Во прв ред таквата практика го демантира политичкото ангажирање на членството, создава непотребни конфликти и ја намалува одговорноста во организацијата. Повеќето дискутанти во оваа комисија посебно говореа за идејно-политичкото и марксистичкото образование на членовите на Сојузот на комунистите, за приемот на нови членови и за практичното остварување на принципите на кадровската политика. Во идејно-политичкото дејствување, се рече, секогаш треба да се инсистира на поврзувањето на револуционерната теорија со практиката, која во условите на социјалистичкото самоуправување постојано се збогатува и се развива. Членот на Сојузот на комунистите секојдневно треба да ја доживува и да ја развива акцијата на организацијата, што придонесува за постигнување нов квалитет на демократски односи. Критиката и самокритиката треба да бидат начин на афирмација на работата и одговорноста, но и средство за спротивставување на неработењето, недисциплината, кариеризмот, компромисот, полтронството и слично. Кадровската политика, според денешните искажувања, е составен дел на вкупната активност на организираните социјалистички сили, а нејзиното натамошно поопштествување и демократизација значи целосно влијание на работните луѓе и граѓаните на сите нејзини текови. Работата и дејствувањето за самоуправна преобразба на образованието, науката и културата е составен дел на вкупната расправа за идејно-политичката акција на Сојузот на комунистите на Македонија за натамошен развој на социјалистичките самоуправни општествени односи. Ова беше истакнато на денешната расправа во Комисијата за прашање на самоуправната преобразба на образованието, науката и културата. Врз овие основи, изразувајќи ги интересите на комунистите и работните луѓе од сите средини, треба да ги зацврстиме сознанијата и оценките за вистинските состојби и за процесите што се одвиваат, да ги утврдиме ставовите за правците на забрзувањето на социјалистичката самоуправна преобразба на образованието, науката и културата и сообразно со тоа, правците на најцелесходната организирана идејно-политичка акција на Сојузот на комунистите во оваа значена сфера на општествениот живот. Осврнувајќи се на тековите и резултатите во своето уводно излагање, Душко Поповски меѓу другото истакна. Сојузот на комунистите во сите фази на револуцијата, остварувајќи се како авангарда на работничката класа и водечка идејно-политичка општествена сила, ги имаше во своите први редови и просветните, научните и културните работници и творци, кои своите работни и творечки можности и своите интереси
цврсто ги сврзува и ги вградува во борбата на работничката класа за новите општествени односи. Во целиот период на слободен развој, образованието, науката и културата и творештвото воопшто беа широко поле за изразување на творечките можности на работните луѓе и се остварува како силен чинител на материјалниот и општествениот развој, непосредно придонесува за развојот на социјалистички општествени односи и станаа значаен чинител во борбата на работничката класа, во остварувањето на нејзината доминантна општествена улога и во процесот на сопственото ослободување. Со борбата за остварување на задачите на 6-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија и 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и со оживотворувањето на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за здружениот труд, се отворени длабоки процеси на социјалистичката самоуправна преобразба на образованието, науката и културата, со што се создадени нови историски можности за обединување на сите сфери на човековото творештво во единствен процес на збогатување на материјалните, општествените и духовните основи на ослободувањето на трудот и човекот. Во секоја од овие сфери, по меѓуконгресниот период се остварени значајни резултати. Зголемен е бројот на учесниците во воспитно-образовниот процес на сите рамништа. Постојано се подобрува материјалната основа на целокупниот систем на воспитувањето и образованието. Јакнат врските меѓу образовните организации и организациите на здружениот труд во материјалното производство и општествените дејности. Зголемени се творечките напори и резултатите што ги дава нашата наука во непосредна зависност од интересите и потребите на работните луѓе и граѓаните. Јакнат творечките процеси во сите сфери на уметничкото и културното дејствување, уште пошироко се афирмира националната култура и творештвото на македонскиот народ како рамноправна позиција на културниот развој на народностите во Социјалистичката Република Македонија. Образованието, науката и културата во нашата република стануваат се позначаен чинител во формирањето на нашиот вкупен материјален и општествен развој во рамките на Југословенската слободна заедница на равноправни народи и народности и за збогатувањето на културната ризница на современиот свет. Во нашите историски општествени околности и услови, социјалистичкото самоуправување се покажа како единствена алтернатива, која го гарантира движењето на образованието, културата, научното и уметничкото творештво во насока на ослободување на трудот во овие области од историско-класните ограничености на општествено-економските односи, што му претходеа на социјалистичкото самоуправување. Силата на системот на социјалистичкото самоуправување во нашиве општествено-историски услови, истакна понатаму Душко Поповски, е во управувањето на единството на сферата на економската и политичката организација, организацијата на духовната сфера и во дејствувањето на субјективните сили и силите на знаењето, науката, творештвото и образованието и во другите области. На тој начин, тоа е способно да го овозможи изразувањето на мноштвото на интересите, нивното меѓусебно сучелување, но и да изнаоѓа начини и патишта за нивно разрешување на повисоко рамниште на еманципацијата на трудот и средствата, материјалната и општествената положба на поединецот и општеството. Во обемната и плодна дискусија во која зеда учество 11 делегати, беше истакнато дека во реформирањето на наставната дејност за политиката на Сојузот на комунистите од посебно значење е да се инсистира на темелно преиспитување и усовршување на наставните планови и програми и нивно усогласување со современите достигања во науката и општествените потреби со цел да се подготвуваат поквалитетни и посоодветни високостручни научни кадри. Низ идејно-политичкото оспособување и марксистичкото образование, кај младите треба да се обезбеди социјалистичка насоченост и изградува критички однос кон стварноста. Задачите што стојат пред Сојузот на комунистите и целата заедница се од таков карактер што бараат максимално залагање за да можат формите на аматерските самодејности кај нас да добијат своја целосна афирмација, да се изборат за нови облици кои ќе внесат и нов квалитет и содржина во осмисливањето на аматеризмот.
Едногласно и јасно беше истакнато дека Сојузот на комунистите мора да застане начело на акцијата на работните луѓе во областа на научното и уметничкото творештво, воспитувањето и образованието и културата, во менувањето на психологијата, според која актер на создавањето на материјалната основа на овие дејности не се работниците во здружениот труд, туку силе вон и над нив, зашто обстојувањето на таа психологија значи обстојување на старите општествено-економски односи во овие области. Отворањето на демократски диалог меѓу овие две сфери на трудот, според тоа, мора да биде примарна задача на Сојузот на комунистите и во едната и во другата област.